Повелете. Благодарам, председателке. Да бидам искрена, во текот на комисија разгледувам законот од толку што навремено сме информирани. Ке се надоврзам на дискусијата од колешката Ели, мојата дискусија... Извинете, само овој предлог закон е веќе на 10 ставен поодамна на седница. Мислам дека сте информирани. Мислев на известувањето за датумот на одржување на комисијата, неважно, успеав да го видам колку толку. Значи, ќе го почнам со констатацијата дека она што ВМРО-ДПМН го смислило, владата не умее да го реализира. Она што исто, како што е фактот дека она што ВМРО-ДПМН го изградило, власта на сама не може ни да го одржува. Така ќе нагласам за јавноста дека целта на овај солиден предлог закон е да се воспостави регистар на збирки на просторни податоци, зголемување на бројот на просторни податоци кои се достапни за националната инфраструктура на просторни податоци, геопорталот и поактивно учество на субјектите во имплементација на законските одредби. Клучниот момент овде е поимот поактивно учество на субјектите во имплементација на законските одредби. За јавноста ќе кажам дека субјекти кои требало бидат поактивни во имплементација на законските одредби се органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, јавните предпријатија, физички правни лица задолжени за управување со просторни податоци согласно закон. Што ми е поентата? Значи, законов е донесен во 2014 година, а е изменет и дополнет во 2016 година, значи во годините кога се работело и кога се движеле нештата, и истиот во 2016 година е изменет заради проширување на составот на Советот на националниот регистар на националната инфраструктура на просторни податоци. Нешто што се прави и со денешниот предлог закон за изменување и дополнување. Овде се потврдува повторно и повторно констатацијата на пратеничката група на ВМРО-ДПМН, кога велиме дека имаме добри закони, но власта не знае и не умее да ги имплементира. Значи, ова е солиден закон, донесен за време на владењето на ВМРО-ДПМН, изменет во времето на владење на ВМРО-ДПМН. Имплементацијата, како што констатиравме овде, трае 9-та година, ама сега, значи 9 години потоа, требало да се динамизира процесот, допрва да се формирала работна група, па и да се продолжил рокот за податоците да станеле достапни. Сега мене ме интересира што се работело досега на овој план и што се превзело во однос на имплементацијата на ова законско решение. Што е сработено од 2014 година до 2022 и што останува да се сработи, па барате рок за податоците да станат достапни дури во 2024 година. Значи, слушнавме дека станува збор за добар закон, со кој целта на тогашниот законодавец била, ќе повторам, значи, воспоставување на национална инфраструктура на просторни податоци на Република Македонија, за да и се овозможи на Македонија да пристапи кон паневропската инфраструктура на просторни податоци, која се развива како дел од Inspire иницијативата на Европската Унија. Исто така, целта и позитивната страна на ова законско решение на тогашната влада била да се воспостави национална инфраструктура на просторни податоци, да се олесни пристапот, размената, употребата и дистрибуцијата на стандардизирани геопросторни податоци и услуги на ефикасен, ефективен и усогласен начин. Значи, од тука ќе се фокусирам на законското решение. Значи, во оцена на состојбите во областа што треба да се уреди со закон и причини за донесување на законот, велите дека се дефинираат нови рокови во кои субјектите треба да извршат дигитализација на збирките на просторни податоци кои се во нивна надлежност и истите преку веб сервиси да ги направат достапни на геопорталот. Значи, дефинитивно не и оди на владата ниту со датуми, ниту со рокови. Затоа што во законското решение кое што го изменувате бил даден рок со кој се вели се задолжуваат сите надлежни институции да извршат целосно усогласување со одредбите на овој закон најдоцна до 31 декември 2019 година.
И сега повторно давам пролонгирање на рокот, ништо не се направило до 31 декември 2019, па сега бараме, ајде до 2024, 31 декември, живи били па видели. Понатака, она што успеав да го уловам, формата и содржината на регистарот на збирки на просторни податоци, постапката, начин и роковите на доставување на информациите за податоците ги пропишува владата на предлог на Агенцијата за катастар на недвижности. Субјектите во националната инфраструктура на просторни податоци се должни ажурните информации за податоците од збирките од членот 5 од овој закон, кои се во нивна надлежност, постојано да ги доставуваат до Агенцијата за катастар на недвижности заради водење и ажурирање на регистарот на збирки на просторни податоци. Јас не знам дали ова треба на институциите и на субјектите да им се наметне со законско решение дека ажурно треба да работат и дека ажурно треба да се доставуваат податоците. Чудни работи. Во членот 11, во ставот 3, на крајот на реченицата, точката се менува со запирка и суштината и овдека е на целиот закон, освен што барате да се продолжат роковите и некоја точка запирка е и промената на името, не гледам дека нешто попаметно сте смислиле, неважно. Постапката и роковите поврзани со издавање на дозволата за формата, содржината на барањето за откажување од поврзувањето, како и постапката и роковите поврзани со откажување од поврзувањето. Значи, роковите дефинитивно можете и си ги пролонгирате до бескрај. Нешто што веќе треба да престанете да го правите и глобата секако е заставена во законот. 2 години од денот на влегување во сила на овој закон да се изврши дигитализација на геопросторните податоци од членот 5 од законот за национална инфраструктура. Значи, рокови сме имали и претходно, но тие рокови не се почитувале и сега ќе заклучам дека бараме овие целосното усогласување со одредбите од законов, повторно ќе кажам, кој е донесен во 2014, треба да се направи усогласување најдосно до 31 декември 2024 година. Ке го направи, бидете сигурни, некоја нова влада која што знае да предлага, да имплементира и да стои до дадениот збор. Повторно ќе завршам со констатацијата дека она што ВМРО ДПМН го предложило, вие не умеете да го реализирате, исто како што она што ВМРО ДПМН го изградило, не умеете да го сочувате, туку го уништувате. Ви благодарам.